Почитувани и добар ден. Новата сезона на Спорт Плюс ја отвараме со еден млад и перспективен спортист, кошаркарот Петар Бошалевски. Добре дојде во студиото на Охрид Ньюс. Фала што ме повикавте. Долго топло лето за тебе ангажирано, беше дел од јуниорската репрезентација од надпреварите на Европското првенство што се одржа во Турција. Претходно ја завршивте успешно и сезоната со клубот работнички. На прагот е новата сезона. Какво беше ова лето за младиот Петар? Иако беше сепак многу напорно целото лето, имавме големи успеси и падови низ целата година, но продолжуваме понатаму. Летото можеше да биде и многу подобро за нас како репрезентација и како клуб, но сепак издржавме до крајот. Да. Да се навратиме на оно што се случуваше на репрезентативен план. Ти имаш 18 години, играш за младата репрезентација. Во Измир имавте можност да се соочите со врсниците од Европа. Како беше тоа искуство и сума сумарум колку си задоволен од тоа што лично го оствари и тоа што како колектив целата репрезентација го оствари таму? Како прв поглед видовме дека странските играчи се многу по физички спремни од нас, дека тие вежбаат многу повеќе од нас и дека ние треба да се фатиме за работа, како што викаат нашите. Лично, јас видов дека немам големи разлики меѓу нашите кошаркари, иако само што теретаната и физички беа поспремни од нас. Сепак во Македонија има многу талентирани деца кои ја сакаат многу кошарката, само треба напорна работа за да стигнат до тоа ниво. Дали тоа значи дека треба нешто да менуваме системски или треба нешто и системски и индивидуално како поединци кои се занимавате со кошарка? Системски јас мислам дека ако сакаме да сработаме, сепак треба на нас да се свртиме, не треба никого друг да бараме за нашата работа и за нашиот квалитет. Но сепак мислам дека се може да се подобри, дали системски, дали како играчи, дали како личности, во се може да се подобри. Кога ќе се навратиш на надпреварите одиграни во Измир, кои ти се така на најдраги спомени, најдраги моменти, не се плашиш да преземеш одговорност, и го видовме по поените во одлучувачки моменти во последни секунди, што ти беше така, што ти остави впечаток вака, запаметен? Иако порано не сум играл, но дуелот со Шпанија секогаш ќе ми остане и така тие беа и прваци на нашата генерација на 18-ката во светот, кошаркари до 18 години. Како екипа одигравме добро, содржавме една четвртина, една полувреме, но сепак квалитетот на играчи и клупата, дури и тренерите и све прави разлика за нас како и држава, но најголем впечаток ми остави таа како и дуелот со Израел, првата такмица. Тоа беше многу тешка утакмица, сепак беше прва, сите имавме многу адреналин и енергија за да играме меѓусебно. Штета е тоа што не успеавме да победиме повеќе утакмици, иако имавме големи шанси и голем талент како екипа, но сепак издржавме до крај. Да, искуството е најбитно во вакви надпревари во младинските конкуренции. Побогат си за искуство, плюс во домашното првенство настапуваш за младиот тим на работнички. Оваа сезона бевте, речи си, безпрекорни, еден пораз само имавте во финалето освободавте и МЗТ, 25-0 завршивте во тој дел, така да, а претходно во третата лига имавте само еден пораз, ако не се лажам. Убедливо, веројатно тоа зборува за потенцијалот кој го има младиот состав на работничка. Како гледаш таа сезона, на прагот е новата, веројатно се спремате сега и за неа. Тоа што покаже дека работнички има многу квалитетни играчи, многу талентирани играчи, но за мене најинтересниот факт е тоа што децата што играат во работнички беа од други градови, имавте од Охрид, имаш од Струга, од Скопје, од секаде низ цела Македонија. Тоа значи дека не е повеќе само луѓето од Скопје, децата од Скопје дека се најдобри и секој. Тоа значи дека има кошарка и во цела Македонија. Изигравме многу добра сезона. Во младинската, во М18 конкуренцијата бевме непоразени. Па дури победувавме утакмици по 30, 40, 50 разлика, што значи дека сме многу доминантни.
Само што тоа не треба да ни остане во глава дека сме сепак најдобри. Затоа и одигравме против светот како репрезентација, одигравме против цела Европа. И тоа ни докажа до кое ниво сме, дека има сепак уште многу за работа. Да може да согледате во овој момент каде се наоѓате и каде треба да ги усмерите вашите сили. Во следната сезона стануваш младинскиот погон или одиш погон погоре? Се надевам дека ќе имам шанси да добрем во сениорскиот тим. Сакам и да играм и во првата лига и во втората лига. А за воиднина би сакал и да играм и во странство. До тогаш ќе видиме кои се опциите. Колку многу врсници познаваш кои се занимаваат професионално со спорт вака како што ти се занимаваш? Лично не многу, не се познавам со многу деца од Охрид, бидејќи за жал во Охрид спортот со повеќето години, со наредните години ми се гледа како да опаѓа, дури во кошарката, во ракометот и во фудбалот. Се надевам дека тоа ќе може да се промени во следните години. Деца како мене ќе сакаат да играат кошарка и да играат кој било други спортови, зашто ќе ја гледаат забавата во тоа, ќе ја гледаат другарството, ама и ќе ги гледаат и успесите и работата. Спомна дека би сакал да заиграш на повисоко ниво, дури во странство. Има ли Петар некакви контакти веќе да те скаутираат, те бараат? Што се случува на тој план? Благодарен сум тоа што играв за Македонија, бидејќи на Европското првенство имаше секогаш многу скаути дали да не гледаат нас и се надевам дека оставав впечаток према тие скаути за да можам да играм странство. Имам неколку понуди во моментов, но на оваа година се надевам дека најчесто се надевам дека ќе останам во македонската лига. Паралелно се образуваш, учиш средно училиште во Скопје, кои ти се идните планови, веќе ќе си на крстопат. Се разбира дека кошаркарската кариера во која имаш многу вложено е приоритетно, што би сакал во иднина Петар да биде. Како што напомена, кошарката ми е во моментов на прво место, но сепак имам амбиции и за други работи, како што е нутриционизмот и спортската медицина. Сепак сакам да бидам во близина околу спортот, иако со тоа пораснав и тоа е тоа што најмногу го знам до сега. Нутриционизмот исто така поврзано со спортот, најмногу го сакам бидејќи ме интересира како делува врз човековото тело, а исто така и спортска медицина. Потекнуваш од спортско семејство, татко ти спортист, Маријан Гошалевски. Како е комуникацијата со него, колку ти помага во твојата кариера? Па гледам дека тој е без прашање многу ми помага. Тоа е причината зашто и почнав да играм кошарка, зашто тој ме запозна со кошарката и со другите спортови. Гледам дека многу во Македонија луѓето и го почитуваат него и знаат дека има квалитет. Но иако тој не успеа да биде тој кошаркар или тој спортист што успеа, сакам по неговите стапки да понатаму. Носиш дресот маицата на Бостон Селтикс. Го гледаш финалето на NBA, претпоставам имаш и идоли, најве за Селтикс или? Да, нормално навивам за Бостон, иако бев разочаран во финалето, но сепак беше голем успех. Иако во последните години нема таков успех како што е познат тој клуб, но мислам дека одат кон добар пат. Голден Стејт и Стеф Кари покажа уште еднаш зашто се класа сами за себе и никогаш дека не треба да се отпишат старите мајстори. Шампион. Веројатно фалат некои нијанси кои Бостон треба кои Бостон треба да поработи. Сега е премногу рано. Твојата кариера допрва треба да се развива, но зашто да не еден ден многу европски играчи одат и во NBA лигата, се гледаш ли себе си на едно такво ниво? Јас мислам дека ако некој играч сака да напредне, мора да се гледа на такво ниво, мора да се бара да стигне до тоа ниво, инаку нема да има успех. Но за мене успехот е во работата. Многу деца од моја генерација и помали и постари сите луѓе го сакаат успехот, а не го гледаат убавината на работата. Бидејќи целта еден ден нема ништо да значи, тој пехар ќе го заборавиме.
но работата моментите што ги останува во нас се најважните нешта. Активно се занимаваш професионално со кошарка, тоа ти одзема, се разбира, доста од твоето слободно време. Што правиш во останатото слободно време, доколку го имаш? Во останатото слободно време пробам да се едуцирам колку што можам повеќе, бидејќи сите спортисти најчесто остануваат немногу едуцирани, бидејќи многу тренираат по 2-3 тренинга на денот. Посветуваат на кариерата. Посветуваат. Но сега мислам дека едукацијата е многу важна. Бидејќи не можеме до крајот на животот да се надеваме на спортот. Бидејќи најчесто играме околу 15, максимум 20 години некои спортисти што играат. Да, така е, и тоа под услов нормално да нема повреди во тие години кога се гради професионалната кариера. Беше најдобар стрелец на првенството во младинска конкуренција, извонредно одигра и на Европското првенство во Измир. Кој е сегментот на кој ќе се фокусираше во наредните години, што би сакал да подобриш во твојата игра? Па според тоа што го видов на Европското, видов дека многу деца се многу поголеми атлети од нас. Видов дека многу повеќе скокаат, многу се побрзи од нас. Тоа за мене лично што сакам најмногу да се посветам. Во шутерски аспект, мислам дека европјаните се најдобри во тоа. Чувство за кош, мека рака што викаат спортистите. Да, сепак мислам дека европјаните се најдобри во тоа. Сакам да играм многу пониски позиции, сакам да играм плей двојка, бидејќи гледам дека играчи со многу поголеми, што се многу поголеми од мене, играат многу ниски позиции, многу работат со топка. Што е со одбраната? Играта во два правци се подразбира, меѓутоа во модерната кошарка, особено во Европа, без одбрана ништо. Се гледа дека во одбраната секој човек мора да чува секој. Сите 5 играчи мора да ги чуваат кој било да е на терен. И гледам дека тоа е многу важно и дека сите тренери во Европа, во Евролигата, во НБА лигата, дури и кај нас на Балканот, во АБА лигата, АБА 2, гледам дека тоа е најважната работа. Кога ја спомнавме Европа и регионалната лига и АБА лигата, според тебе што очекуваш следната сезона? Евролигата во изменет состав е поради сите овие случувања и исправувањето на екипите од Русија кои беа исклучително квалитетни. Каде го гледаш новиот европски првак на клубски план? Мислам дека ќе се повтори повторно Анадолу Ефес и Реал Мадрид ќе бидат во финалето. Иако бев јас за Анадолу Ефес, многу го сакам Василиј Мицич. Многу ми се свиѓа и ми се допаѓа како игра, како играч, како се носи самиот себе си на теренот. Мислам дека Реал има многу добар клуб и многу искуство има. Се гледа дали во фудбал, дали во кошарката е многу добар клуб и може да освои многу титули. Светска класа. Пред клубскиот дел од сезоната предстои Европското првенство. Што очекуваш? Гледаш ли некој изразит фаворит на ова Европско првенство? Со мешани состави се репрезентациите, дел од НБА звездите ќе ги видиме, дел нема да ги видиме, но сепак ќе биде тоа еден интересен шампионат. Гледам дека во последно време Франција е многу доминантна во кошарката, но мислам дека искуството на шпанците сепак ќе успее да донесе титула како Шпанија. Ти посакувам добар одмор во преостанатите денови пред почетокот на новата сезона и на новата школска година. Ти благодарам за издвоеното време и разговорот во Охрид Нјус. А вам, почитувани, ви благодарам на вниманието. Новата сезона на Спорт Плюс е отворена. Останете и со нас и информирајте се на Охрид Нјус.